ДПМН се последните кои воопшто имаат право да зборуваат за состојбите во образованието после пустошот што го оставија во нивното 11 годишно владење. За подсетување, ДПМН оставија милионски долгови по основ на грејење и превоз кој мораше да ги раздолжува владата на СДСМ. Ладни училници во кои учениците мораат да следат настава во зимска опрема, како последица од тоа што безмилосно се трошеа пари на жални врби, споменици и фасади. Последица од тоа беше и катастрофалната состојба во делот не само на капитални инвестиции, туку и обезбедување на основните материјални трошоци, неопходни за нормално функционирање на училиштата. Да не зборуваме за законските решенија, како што се заменските наставници и екстерното оценување како инструмент за заплашување и казнување на наставниците. Очигледно, ништо не е променето во однесувањето на ДПМН, а како потврда на тоа е и докажаниот криминал со проневера на нафта, наменета за грејење на училиштата, тежок околу неколку стотици илјади евра. СДСМ како одговорна партија ќе продолжи со реформите во образованието и покачување на платите на образовните работници, како и подобрување на условите за следење на наставата. Им посекуваме успешен почеток на новата учебна година на сите ученици и наставници.